Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден. Денес е убав ден, а денес е и последната едукативна емисија Безбедна храна, здрава иднина за 2015 година. Кога размислував кој да ми биде гостин, искрено реков, доволно ќе бидам самата, за да им помогнам на моите слушатели и денес преку едукација да ги пречекаат безбедно празниците кои што се ближат. Да имаат една безбедна трпеза во рестораните, хотелите или пак дома за новата година и за божичните празници. Република Македонија е увозно зависна земја. Внесуваме голем избор на различни видови на храна. Дефинитивно во декември и границите на Република Македонија, но и инспекцијските контроли се навистина засилени и работат 24 часа, се со една цел да не пропуштат, а да не прегледаат соодветна документација и пратка која што влегува во Македонија. Од друга страна, магазините се навистина полни со храна, исто така и самите тезги, односно полици на маркетите, а од друга страна граѓаните брзаат и итаат овие 2 до 3 дена да ги наполнат своите фрижидери со разновидна храна. Полни се рестораните некаде 2 недели пред 1 јануари, но исто така полни ќе бидат и рестораните, но и хотелските капацитети и за време на 1, 2, 3, па и бадник и божичните празници. Меѓутоа, од една страна се е убаво и едва ги чекаме овие празници да се одмориме во една домашна атмосфера или пак атмосфера збогатена во друштво со нашите пријатели и другари. Од друга страна, сакаме и нашата трпеза да биде полна со разновидна храна. И при тоа треба да внимаваме дали навистина она што ќе го понуди нашата трпеза ќе има позитивно или негативно влијание врз нашето здравје, бидејќи обично се прави една ретроспектива на како помина новогодишната или божичната ноќ и обично велат имаше толку собраќајки или имаше толку лица кои што завршија поради зголемена доза на алкохол на клиниката за токсикологија. Но дефинитивно треба да почнеме да размислуваме како народ или како нација дека не секогаш вознемиран стомак или нагон за повраќање или пак диареја после новогодишните и божичните празници се резултат на преголема доза на алкохол или пак мешање на 2 или 3 врсти на алкохол. Да се запрашаме, можеби, колку од сите оние кои што ја гледаат нова година или пак божичните празници како погоден период каде што навистина се заработуваат и поголема сума на пари од продажбата на храна, дали можеби нема да успеат од внимание или пак невнимание да наметнат и храна која што ќе заврши кај потрошувачот, а при тоа ќе биде небезбедна или пак расипана или пак можеби со краен или поминат рок на траење. Дефинитивно нашите слушатели мора да и денес чујат нешто што би им одело во прилог се со една цел да поминеме безбедни празници. Прво треба да сватиме дека во рестораните за време на Нова година или денот на дочек на Нова година, па и предходно,
капацитетите се полни. Према тоа и бројот на вработени кои што ја подготвуваат храната во кујната и оние кои што ја служат храната треба да биде во полн капацитет. Но дали сите тие вработени поминале претходен лекарски или санитарен преглед и дали нивната здравствена состојба дозволува да тие работат со храна? Секако за ова дека најмногу одговорност носи менаџерот или собственикот на ресторанот. Значи, сите оние лица кои што работат со храна и имаат допир со храна, а при тоа покажуваат дека имаат нарушена здравствена состојба, па макар и едно обично течење на нос или пак чешање на очи, зацрвенети очи, кивање или кашлање или било каква раничка на раце, дефинитивно не треба да бидат во ресторанот да послужуваат или да подготвуваат храна. Ова е барем правило број 1. Од друга страна, сите тие кои што се вработени, а нивниот капацитет на вистина ќе биде во полн состав за време на првата новогодишна ноќ, секако дека треба да носат соодветна заштитна и чиста бела облека, која што ќе биде пеглана, испрана, но исто така и сменета можеби и неколку пати во текот на денот. Дефинитивно топлата вода која што е потребна за чистење на површините кои што доаѓаат во контакт со храна, а исто така и опремата и приборот кои што доаѓаат во контакт со храна, треба да ја има во изобилие и е потребно да нејзината температура ја ги надминува тие 72 до 83 степени Целзиусови кои што се неопходни за да се уништат сите биолошки, односно микробиолошки опасности. Дефинитивно големата бројка на гости ќе бара да храната биде и навремено послужена. Навременото послужување на храна укажува на фактот дека целиот процес на подготовка на храна треба да оди многу побрзо во однос на секојдневието или во однос на претходните денови. Односно, храната треба да се подготви и да биде поставена на маса во периодот од 2 часа после подготвување. Да не се дозволи да храна повеќе или подолго од 2 часа седи на масите додека луѓето ја дочекуваат новата година. Или дефинитивно менаџерот на кујната треба да испланира дека пред јадењето, па потоа вечерата, па после вечерата десертот, сите тие дека треба да завршат во рокот 5, максимум 6 часа и да меѓу себе, значи, тој период од 2 часа не биде надминат. Затоа што храната се поставува на маса и доколку не се заштити големата фреквенција на луѓе, а од друга страна сите ние на нашата облека, на нашата коса, на нашите ногти носиме и прашина која што и самите не ја гледаме, а во составот на прашината може да има и има сигурно голем дел од микробиолошки опасности кои што многу лесно може да дојдат до храната која што е послужена на маса. Од друга страна и самата новогодишна ноќ носи навистина поголемо раздвижување и забава кај народот со целата, значи, забава и прашината која што е создадена на патосот, навистина си добива едно хаотично движење и после тоа по смирување на целата атмосфера, тоа хаотично движење и таа прашина повторно ќе се најде во нашите тањери. Навистина, во овој дел треба да сме внимателни сите и како потрошувачи или клиенти или оние кои што ја дочекуваат новата година, а пред се менаџерите на кујните во рестораните и пред се менаџерите во рестораните. После кратката пауза, повторно ќе се вратиме во студиото на Радио Слободна Македонија да продолжиме со едукативниот дел за дочекот на нова година.
Небезбедната храна може да има штетни последици врз здравјето на човекот, дефинитивно докажано во сите научни публикации. Од тука и денешната емисија, пред се едукативна, пред празнично, односно пред пречекот на Нова година и Божичните празници. Едно укажување до сите оние кои што сами ќе подготвуваат и веќе купуваат храна, да внимаваат дефинитивно на декларацијата на секој производ или рокот на траење, бидејќи дефинитивно праксата покажува дека голем дел од трговците сакаат понекогаш и при поголема потрошувачка да подметнат храна која што е со поминат рок на траење, пред крај на рок на траење или пак давање на храна 2+1, 3+1. Навистина, инспекцијските служби си ја работат својата работа, но од друга страна една огромна помош секако дека се бара од потрошувачот. Потрошувачот е оној кој што е секојдневно во контакт со сите видови на артикли кои што ги купува за подготовка на храна или за консумација. Во однос на полнењето на фрижидери пред празниците, дефинитивно еден апел до сите домаќинки и домаќини претходно да се исчисти добро уредот за складирање на храна и потоа убаво да се нареди храната. Дефинитивно, храна која што е сурова и храна која што е подготвена не би требало да бидат во ист ред заедно. Или суровата храна треба да биде под подготвената храна, а подготвената храна треба да биде уредно спакувана и покриена и да нема контакт со сурова храна. Кога зборувам за сурова храна, пред се мислам на сурово месо или свежо месо кое што може да се најде во нашите фрижидери или пак јајца или сирење или пак различни видови на овошје и зеленчук. Од друга страна, кога ја редиме храната во уредите за складирање, треба да внимаваме и равномерно, односно различно одделување, разделно одделување помеѓу зрнеста, прашкаста храна од една страна или сува храна од една страна и течна храна, заради тоа што течната храна може навистина да ги промени својствата на сувата или прашкастата храна и при тоа да ја направи како еден добар медиум за развој на голем број на микроорганизми. Ако направиме една ретроспектива на досегашните емисии во делот на безбедна храна, здрава иднина, нема да заборавам и нема повторно, значи никогаш да не ја спомнувам листерија моноцитогенес, една доста распространета бактерија која што навистина нанесува штета и нанесе штета и во Република Македонија, но нанесе штета и нанесува и понатаму штета во голем дел од европските земји и Европа вели дека подемот на размножување инциденти со листериоза навистина може да биде зголемен во идните години. Само како еден податок, листерија моноцитогенес е еден микроорганизам кој што навистина многу добро ги преживува температурите во уредите за складирање, односно во нашите фрижидери и успева да се размножува на температура од 2 до 4 степени Целзиусови. Пред се ја има во сурова храна или пак сирење кое што е произведено од непастеризирано млеко и недоволно созреано сирење, потоа доста ја има во риба, но и многу ја има во вакуумирани производи од сувомеснати производи од месо, пред се производи кои што се претходно подготвени, па потоа се исечени на едни ситни и тенки парчиња, а потоа вакуумирани. Дефинитивно, доколку не се запази и рокот на траење пред се на овие вакуумирани производи, честопати листерија моноцитогенес е еден добре дојден домаќин. Од друга страна пак треба да се спомене дека повторно како апел за домаќинките кои што
веројатно читаат и пронаоѓаат голем број на рецепти кои што бараат користење на свежи јајца или неварено млеко. Апелирам, значи, доколку млекото на декларацијата стои дека треба да биде сварено, да ја почитуваат оваа порака, бидејќи невареното млеко во еден десерт навистина може да направи проблем. Од друга страна, треба да се земе во предвид и фактот дека најголем домаќин на салмонелата представува јајцето пред се живото јајце и дефинитивно да се избегнуваат рецепти за десерти и кремови кои што бараат едно свежо јајце. Без разлика дали рецептот, односно тој десерт или крем или друг вид или пак мајонез подлегнува на ладење или пак замрзнување. Сепак, еден апел, не користете свежи јајца во подготовката на разноврсни специјалитети, бидејќи едно свежо јајце може навистина понекогаш да не чини и живот. Од друга страна, сите домаќинки користат разни даски во кујната за сецкање на храна. Треба навистина да ги поделиме даските, да имаме даска која што ќе ни служи само за сецкање на сурова храна, односно сурово месо, без разлика дали е свинско, говецко, телешко, јагнешко или пилешко, и друг вид на даска која што ќе ни служи само за сецкање на овошјето и зеленчукот. И да не заборавиме дека навистина даските во кујните, како и ножевите, се многу значајна опрема, односно прибор, кој што нам ни служи за да завршиме околу подготовката на храна, но од друга страна треба да обрнеме внимание истите да бидат добро измиени, изчистени и уредно ставени на своето место. Заради тоа што честопати може и од нашиот ладилник да излезе навистина една безбедна храна, но ние таа храна може преку вкрстена контаминација да ја направиме небезбедна и да ја послужиме на трапезата на нашите домашни. После кратка пауза, повторно сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина, и ова е последна емисија за 2015 година. Ако се навратиме повторно наназад, ќе споменам дека јас искрено поаѓајќи од себе не би купила храна доколку не го познавам добавувачот и знам дека добавувачот е регистриран во институцијата Агенција за храна и ветеринарство. Инаку, главен дел од трапезата на македонецот секако дека е месо. Во Република Македонија, која што околу 70% е сепак рурална земја, се уште нашите преферираат да заколат домашно прасе или домашно свинче, или пак можеби јагне, јаре или можеби теле. Домашното колење е дозволено за ситниот добиток, но не и за крупниот добиток. И дозволено е само 1 до 2, но останатата количина треба секако да биде заклана во соодветна кланица која што се наоѓа под надзор на инспекцијските служби. Од друга страна, и сармата е доста битно јадење за новата година и пред се меленото месо. Многу е добро кога ќе појдете во месара и кога ќе си одберете парче од месо кое што ќе биде смелено пред вашите очи и нема да му биде додадено ниту еден вид на месо кое што е од 5-та, 4-та или друга категорија. Но секако дека и месото си бара еден посебен третман. Освен тоа што треба да биде претходно прегледано и одобрено за пуштање во промет, тоа треба да биде искладирано на соодветна температура. Према тоа месарите се надевам дека ги немаат пренатрупано фрижидерите во овој период од годината и дека тоа го прават како и досега со побарување на роба или
надвилажа оноку колку што им е неопходно за продажба. Месото дефинитивно треба да се подвои во однос на свинското од говедското, свинското во однос на пилешкото месо. Можеби како земја за новата година и Божиќ немаме навика да употребуваме и печеме, односно мисирки, тоа е дел од европските земји, но верувајте дека мисирката како специјалитет за време на католичкиот Божиќ навистина има направено големи проблеми и труења кај луѓето заради тоа што дефинитивно пилешкото месо и мисиркиното месо се носители на салмонелоза. Салмонелозата како бактерија е многу распространета во рамките и на Европа и Америка, меѓутоа сметам и на другите континенти, ја има и во Република Македонија. Од незе ќе се оградиме само доколку го добро испечеме, свариме или испржиме месото или добро ги испржиме и свариме јајцата. Од друга страна, добро е да се прикаже и нешто повеќе во делот на консумирањето на пијалоци. Во Република Македонија, ако појдете и погледнете во полиците на маркетите, навистина има што да видите. Разновидни пијалоци од вид на сокови, од вид на алкохол. Во делот на соковите може да сретнеме голем број на фирми, голем број на разновидни декларации. На самата декларација може да видиме колкав е процентот на овошје или колкав е процентот на овошно пире или колкав е процентот на додадени шеќери. Навистина препорачувам доколку имате можност да си одберете нешто што вели дека е 100% овошје. Од друга страна пак подобро е можеби да купувате овошје од нашите пазари и потоа дома да приготвите свеж сок. Од друга страна, најдобро ви ја препорачувам безбедната вода за пиење, која што во Република Македонија ја има во изобилие во секое населено место. Во однос на алкохолните пијалоци, навистина треба да влијаеме на нашата младина и дефинитивно треба да се гледа пак декларацијата колкав е процентот на алкохол што го содржи пијалокот, од тука натаму секој родител веројатно знае како да го советува детето во делот на консумацијата на пијалоци. Многу често на трпезата за овој вид на новогодишни прослави може да се најдат и енергетските пијалоци, па младите знаат да ги измешаат со алкохолот и да го зголемат неговото дејство. Препорачувам да се прати декларацијата и да не се консумираат било какви енергетски пијалоци. Мада да ви кажам дека еве една загадка, дека од делот на инспекцијските контроли укажуваат дека голем дел од тие енергетски пијалоци се обична вода и шеќер понекогаш. Доаѓаат празниците, луѓето навистина можеби и нема да обрнат внимание на храната, но храната дефинитивно ќе биде главна на сите трпези, без разлика дали сте во домашна атмосфера или пак атмосфера кај пријателите. Честопати домаќинките знаат да натрупаат храна во фрижитерите, но знаат и да подготват во изобилие храна и при тоа да ја чуваат неколку дена во фрижидерите или надвор од фрижидерите и потоа да ја послужуваат на гостите. Од тука мора да земеме во предвид дека сепак подготвената храна, посебно во домашни услови, со исклучок на десертите кои што имаат подолг рок на траење и сувите сладки, односно колачите, сепак во делот на она што се вели главен оброк, односно храна која што содржи пред се производи од животинско потекло, за кои што знаеме дека се и високо ризични, односно дека се многу добар медиум за развој на голем број на микроорганизми, дека вака подготвената храна треба да се консумира
во рок од 2 до 3 дена и не треба да се остави простор да ја чуваме 5 до 6 дена и потоа да го послужиме на масата на домашните или пак да го послужиме на гостите кои што ќе ни дојдат. На храната навистина треба да се внимава и од тој аспект, бидејќи честопати може да ни се случи да подготвиме храна и потоа да ја консумираме со денови. Секоја храна си има и свој рок на траење. Доколку храната е уредно загреана, односно уредно сварена, испечена на една соодветна температура, а потоа уредно спакувана, можеби некогаш може и да има рок на траење до 5 дена и тоа во соодветен уред за складирање. Но доколку храната не е доволно сварена или не е добро спакувана, покриена, завиткана, како сакате кажете, во одреден сат и при тоа да се чува на тараса или да се чува во шпајс, а потоа да се употребува, навистина може да представува еден извор за развој на микроорганизми. Од друга страна, треба да се внимава секако и на личната хигиена, односно на рацете кои што ни се основна алатка за внесување на храната преку уста. Замислете само за новогодишната ноќ, кога ќе се фатите на оро, со колку се раце ќе дојдете во контакт, а после тоа седнувате на маса, го фаќате приборот, па понекогаш може и парчето леп да го земете со рака. Замислете различен вид на раце, различен вид на природна или пак флора која што се наоѓа на нашата кожа, а од друга страна и голем број на микроорганизми кои што секој од нас ги носи на нашата кожа, што можат да направат многу лесно преку парчето храна да влезат во нашата уста, од нашата уста во нашиот стомак, што представува и прва бариера која што би реагирала добро или пак лошо во зависност од кој вид на микроорганизам е внесен. Повторно пауза, па се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија, каде што навистина се чувствувам пријатно пред нова година. Велат дека првото богатство на секој човек е секако здравјето, но здравјето јас го зборувам од аспект на храна. Односно, ако внесуваш безбедна храна, тогаш ќе имаш и здрав и долг, односно безбеден живот. Велат дека мрсната храна ја одредува нашата судбина. Дефинитивно може би е така, но од друга страна сепак една умерена консумација на добро избалансирана храна во која што се сврстени сите производи од животинско, односно анимално и неанимално потекло, се навистина навистина би ја одредила нашата судбина позитивно. Миењето на раце го спомнав, може би е смешно, но е многу интересно и едукативно и велат дека доколку 20 секунди ги миеш рацете или 2 пати ја испееш Happy Birthday од почеток до крај, тогаш навистина имаш чисти раце и не би можел да мислиш дека од твоите нечисти раце можеш да внесеш и небезбедно парче на храна. Велат, немој да јадете повеќе од она што е веќе ставено во вашата чинија од страната на оној кој што ве служи. Тоа е навистина така, заради тоа што некој предвидел дека нутритивната вредност и енергетската вредност на таа чинија е така стокмена, како што велат и стандардите, колку што е неопходно и за вашиот организам. Немој да се подпирате на сведоштвата и изјавите на голем дел луѓе кои што велат дека се излечиле од некој вид на храна. И ова е една добра поука за сите вас. Честопати велат луѓето дека има голем број на рецепти и
ги лепат тие истите на храната, ја прават храната дека лекува од голем дел на болести. Да, има видови на храна, различни видови на комбинирана храна, која што навистина подпомага или ги ублажува одредени симптоми кај заболувањата, но за да сето тоа нели се каже или се истакне на декларацијата на храна, секако треба подкрепа на тоа здравствено тврдење. Подкрепата на здравствените тврдења се работи во Европа, не и кај нас да, но со истражување пак на научните публикации кои што Европа па и светот ги носат секојдневно. Не ги трошете парите на додатоци во исхраната. Дефинитивно, ако направиме една потрошувачка кошница во делот на консумација на храна и додатоци во храна или суплементи и се свртиме или влеземе во аптеките ширум Република Македонија, ќе видиме дека нашиот народ навистина почна да претерува и веќе почна да користи голем број на додатоци во храната. Во Република Македонија дефинитивно можеби имаме недостаток на одредени видови храна, но од друга страна имаме почва која што произведува и дава навистина храна која што е богата со сето она што е неопходно од типот на јаглени хидрати, масти, протеини, витамини и минерали. Храната ја има на полиците во нашите маркети, храната ја има на пазарите, храната ја има по селата и храната ја има по нивите. На добро искомбинирана храна и добро подготвена храна навистина ќе ги задоволи сите наши потреби, односно потребите на човечкиот организам и навистина нема да ни се потребни сите оние синтетски направени и индустријски додатоци во храна кои што навистина почнавме да ги користиме како народ многу, а пред се ги даваме во дополна на исхраната на нашите деца. Се надевам дека во 2016 година ќе ни дојде умот и дефинитивно ќе почнеме наместо во аптеките да купуваме синтетска храна, ќе се свртиме кон нашите пазари и ќе најдеме доверливи добавувачи од видот на сточари и земјоделци кои што навистина можат да понудат една здрава и безбедна храна. Велат, бидете внимателни во читањето на здравствените книги кои што навистина можат да направат да умрете од печатна грешка. Луѓето, барајќи крај на една непријатна состојба која што се нарекува болест, навистина не почитувајќи ги советите на лекарите, преферираат да читаат голем број на книги во кои што има напишано многу рецептури за подобрување на своето здравје. Но сепак читањето на било каква литература или читањето на било каков статус на Facebook или Twitter навистина понекогаш може и да ве кошта живот. Од друга страна, во Европа и во светот е многу развиена онлайн продажбата, не на различни видови на парчиња облека или пак апарати за домаќинството, туку и навистина доста е развиена продажбата на храна. Од тука треба да се земе в предвид и да ви препорачам дека навистина не е добро да го купувате она што претходно не сте го виделе. Или што велиме? Велиме дека она што сакаме да го купиме, а пред се кога станува збор за храна, сепак треба органолептиката добро да ја познаваме. Односно, треба да видиме како изгледа за око, треба да го вкусиме, какво е на вкус, треба да го погледнеме, да видиме како изгледа и подобро е она што никогаш не сме го јаделе, да не го пробуваме во поголема концентрација. Од друга страна, знам дека стапи на сила законот за безбедност на храна, во кој што беа обврзани сите ресторани да ги означат алергените кои што се наоѓаат на менијата во ресторанот или во хотелот. Се надевам дека сите го почитуваат законот и знам дека
бројка на луѓе кои што се алергични од храна, доколку добијат соодветни податоци, бројката ќе се намали и на тој начин ќе се направи превентива. Навистина има што да се зборува за храната, која што е нешто без кое што навистина животот не би постоел, не би функционирал, но со сите тие нови содржини ние ќе повторно ќе се дружиме во 2016 година. Ќе најдам начин да ве доближам до европските и америчките стандарди за исхрана, но исто така ќе најдам начин и да донесам голем број на гости и соговорници, а и тоа како ги има во Република Македонија, од кој што навистина има што да чуете. Дефинитивно, едукацијата е многу важна алатка за секое општество, бидејќи со едукацијата може да превенираме многу несакани или пак нуспојави кои што се од големо значење за нашето предсе здравје. Тука е и крајот на денешната и последна емисија за 2015 година Безбедна храна, здрава иднина. Јас можам само да кажам дека сум задоволна од она што успеав оваа година да го понудам на нашите слушатели. Се надевам дека и слушателите имаа што да чујат и да научат од безбедна храна, здрава иднина. Од друга страна, да ви ја честитам новата година и да ви посакам многу здравје, среќа, успех, а пред се безбедна иднина. Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич. Денеска е 27 декември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, пријатно се слушаме во новата 2016 година, следната недела во периодот од 14 до 15 часот, да видиме како ги поминавте новогодишните празници. Поздрав! Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.